Здраво живо, јас сум Никола Демерџиев, куцам едно над 8 години генерално TypeScript. Како што знаете, на бекенд не е баш сјаен екосистемот за работи, особено за конекции со бази, ORM и такви работи. Не било никогаш светла точка во JavaScript екосистемот. Имавме, ја уште работам кај нас на работа со TypeORM, после тоа имавме Prisma и пред колку има, можеби 2 години се појавува, можеби година, 2 години има, сигурно, се појавува Drizzle и ја која би можел на работа би го користил Drizzle и сега ќе видиме зашто. Значи, прво, тоа што направив тука, ќе ви го прати Даре или Стојан линкот подоцна од репозиторио. Значи, што имам направено? Ајде да видиме прво. Рестартирав. Имам направено за целите на оваа презентација неколку табели. Ги правев миграциите со TypeORM за да симулираме како би се направиле во некој со друг пакет и после тоа како би се превеле во Drizzle. Значи го имаме ова и сега можеби Никола, ако може малце зум? На ова зум нема може, ама ќе биде генерално диаграми веќе ги гледаме, ќе ги опишам од прилика што се случува. Имаме юзери. Юзерите имаат име, имейл, биографија и стандардните created и updated. И после имаме пива. Имаме пива, еве, тука горе, валјда не се гледат баш, ама. Има пива, секое пиво е направено од бруери. Значи, едно бруери може да направи поише видови на пива, ама е one-to-many relationship. Имаме пабови. Пабовите имаат гости и, например, юзерите може да бидат фанови на одредени пабови и да бидат фанови на одредени пива. И тоа е many-to-many relationship-от. И сега, во нашиот случај, тоа што направив неколку миграции тука. Моделите, ќе зголемам уште малце, можеби тоа ќе помогне. Моделите можеме да ги видиме вака, ова е премнога. Се гледа вака? Добро, значи ги имаме entities, како што се направени во TypeORM. Имаме many-to-many pubs, many-to-many users. За бруери од прилика е исто. Ќе го видите ако сакате во репото, нема да должам многу, ама целата работа е дека историјата зашто ме поттегна ова да го размислувам е лани на работа имавме проблем кај што имавме повик за нешто слично како юзери, што имаше можеби околу 6 лев джоина генерираше TypeORM и зимаше околу 30 секунди реквестот. Значи, во продукција имаме 30 секунди и юзерите само чекаат. Така. И сега, за да го емулирам тоа, тука ставив нешто од прилика вака. Кај што имаме, ако викнеме юзер за конкретно ID, ова иначе TypeORM request, и викаме, најди ми го за тоа ID и врати ми ги сите пива со се бруерис и пабовите и кои пива ги содржат они. Иначе
пабовите се, нели, юзерот има омилени пабови, има омилени пиво. И, например, овој повик, тука, чека, рануваме. Овој повик, тука иначе го мериме вака, сега, чисто за да биде повидливо, нема да правиме некои големи статистики, ама, значи, юзер, сега ќе го најдеме, еве го, овој юзер, кога ќе го викнеме, после тоа ќе го видиме и што генерира од квери, тука, ама трае некое време, и евентуално би требало да заврши. Се молиме. Добро, за 29 секунди. Добро, аха. Добро. Сум гутнал ова, ама не е битно. Океј, и завршувам. Сега, тука, ако го видиме, дефинитивно се голем број на информации, ама исто така, ако го земеме ова квери, така, сега ќе се помачиме малце, ама ако го земеме ова квери, поточно две квериња се, ама изгенерирани. И ги рануваме тука. И сега ќе ме праша за ID. За две ID-ња, што се практично истото ID. Ќе го земеме од браузер тоа. И ако го викнеме пак, добро. Океј, нема да работи, ама нема да се заглавуваме на ова. Зборот квири е два пати. Да. Надежно тоа било само проблемот. Не е само тоа проблемот, предпоставам. Ама, тоа што се случува е он кога лев джојна многу пати, 3, 4, 5 пати, најлевата колона, што во нашиот случај би било повеќето што се од юзер делот, тоа би било name, email, bio, така. Сите тие редови, колони, се дуплицирани по редови, заради тоа што кога лев джојнаме, имаме дупликат информации кои што ние ги бараме од база, иако сега во случајов Postgre преку бинарен канал префрла прилично добро информации, тоа се многу дата, тоа се илјадници редови дата што со многу дуплицирани работи. И сега викаш, ајде, можеби на некој начин тај PRM на овој начин со find one, он прави можеби вишак на, иако изгледа убаво и чисто, нели, можеби прави вишак на повици, ајде ќе го правиме со query builder. Со user query builder. И викаме како, окей, тај PRM можеби со query builder би било боле. И сега ќе го земеме ова, ќе го рефрешнеме и ќе чекаме тука пак. И тоа што ќе видиме дека малте не е истото, ако не е бетер. И така, ќе си почекаме неколку секунди и ќе се врати реквестот. Океј, 17 секунди. Може би дел искеширано, може не е ни битно. Така. И океј,
викаме, оке, ајде, ќе земеме, ќе направиме роквери. Така. И тука ќе пробаме да искористиме од Postgre у случајов да не генерираме дупликат редови и можеби тоа ќе скрати и например ќе вратиме ареи од објекти на начинот на кој што ни ги покажуваат. Мислам на начинот на кој што бекендот би ги склопил и би ги вратил вака така. Тука имаме ID на юзерот, name, email, bio, листа од бирс, внатре има пивото од кој бруери е и така натака. И ако го земеме ова и го рануваме, не е овој. Океј, овој повеќе. Викаме, океј, за 100 милисекунди. И тоа е прилично брзо. Ама, еве да, не знам, колку од вас имаат, работат бекенд со TypeScript? Добро, има некој, океј, значи ве убив од досада другите. Ама кој од вас сака тие што куцаат бекенд, сака рокверис да куцаат? Добро, супер. И јас сум меѓу нив, ама делот кај што е проблематичен, има колеги кои што не сакаат да видат SQL. И едната страна е као или да се расправаш, нели не е сейф, куцаш стрингови, така натака. И викаш као, окей, ајде да пробаме нешто вакво. И сега да, не изгледа толку чисто како TypeORM. Овој повик има многу загради, малце вербоз. Ама генерално е да видиме што прави. За колку милисекунди ќе или секунди или илјадници секунди ќе видиме. И го имаме. Ова ќе го повикаме. И окей. 250 милисекунди. Можеби не е подобро од рокверито, можеби сум гутнал рокверито, не знаеме, ама генерално ова е од прилика како се фаќа. Од 20 и кусур секунди на 200 нешто се околу 100 пати побрзи перформанси. И сега тајната е од прилика иста као со рокверито, он нема дупликати, прави објекти и ги враќа малте не место табела со лев джоинови, враќа готов објект. Датабазата враќа готов објект наместо го склапан или на бекенд. И тоа е тоа. Така да мислам дека и днината Drizzle е првиот ORM што го имам видено барем во JavaScript екосистемот кај што ја прави работата како што треба. Мислам, имам пробано TypeORM, ете го работев прилично, ете 2 години скоро TypeORM, никад немав на професионално ниво пипнато призма, можеби е исто добра, ама не верувам дека ги има овие перформанси. Така да мислам дека е добар чекор во подобрување на екосистемот во JavaScript, барем за на бекенд. И тоа е мојата презентација, дали има прашања? Типови на објектот што го враќа не проверив, затоа што Hover на user data? Има типови. Да. Добро. Друго прашање? Други прашања? Мене ме интересира, не знам дали си работил, пред да убацат ова find first и find one, можеш буквално исто у Drizzle со джоинови, со функции да куцаш. Дали има разлика у перформанси? Има разлика, го пробав Да? и го тргнав заради тоа што ќе беше премногу. Всушност може прилично лошо е со джоинови, заради тоа што вака он ги на некој начин ги оптимизира кверињата, а таму ние експлицитно му кажуваме направи го джоинот и он ќе го направи тој джоин. Значи како и јас сакам повеќе query builders него ORMs заради тоа што нели импеданцата не можеш некои работи да ги изразиш како преку ORM, ама во овој случај
он Drizzle позадина го оптимизира кверито и после тоа го Така. Фала. Други прашања? имаме. Show of hands? Колку е лесно или тешко да се префрлиш на постоечки проект од TypeORM во Drizzle? Да, всушност тоа ми беше идејата за презентацијава. Тоа што се случи е дека нема време да проверам, пошто ова е во 2 дена правена презентација. Ама Drizzle мислам дека уште немаат направено релиз и уште има отворен тикет за генерирање на релации од постоечки, затоа што Drizzle што прави Drizzle toolkitот, оди во база и генерира од шемата од база ги генерира, ете овие изгенерирани работи, сега може да ги покажеме. Имаме шемата, ама исто така, ова е ново за мене, има relations, што јас кога пробав лани на работа да мигрирам, ова не постоеше. И пред неколку недели проверив и уште не постоеше и сега можеби заради тоа што го билдав локално на мастер, на main Drizzle и така го користев мислејќи ако го нема да го искуцам генерирањево на релации, ама очигледно го имаат направено веќе. Така да релативно лесно е, ама мојот use case е само TypeORM пробување. Сега TypeORM, например, не знам Drizzle toolkitот позадина како го ја прави миграцијата, дали ги чита релациите од шема, дали прави хевристики некои за имињата на many-to-many табелите, ама да, мислам дека би било прилично лесно да се измигрира веќе. Други прашања? Други прашања? Здраво. Дали знаеш дали Drizzle има поддршка за пример Postgres екстензии? Не сум сигурен, немам проверено, ама мојата претпоставка е дека има, ама тоа можеби е pipe dream, можеби е само wishful thinking. Ама не знам, не можам да ти кажам конкретно. Некои други прашања? Во ред, ве молам еден голем аплауз за Никола.